Слушај вам, драги мои пријатели и пријателки, здраво. ВМРО ДПМН, како најголема опозицијска партија, е генерално главен лајт мотив на мојов подкаст само поради една причина. Никогаш повеќе, никогаш поважно за битисувањето на оваа земја и незино демократско милје зависело од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН во овој момент, не во овој момент, овој период, кога историски ќе се гледа, ова ќе биде уште потешка битка одошто 2001, одошто 2015-16, затоа што тогаш уште имаше храброст кај низиното членство, кај народот да дадат отворена поддршка затоа што веруваат во каузата на ВМРО ДПМН. Ке се согласам дека имало предавства, имало луѓе кои ја злоупотребиле, имало луѓе кои ја предале каузата, но организацијата си остана, партијата си тера, ама тера сега една навистина многу тешка, многу сложена битка. Не е само домашна, ова е интернационална. Во услови пост-корона, во услови ова што се случува во Украина и каде што НАТО не дозволува никаков нов наратив, освен тоа што е многу тешко да допреш до народот кој незадоволен од се ова што ни се прави, сака да гласа и треба да гласа. Во други услови би било по мене, но проблемот било кого да ставиме во уставот. Знаеш, онака, ја сега би отишол онака една контра по абецеда списокот на Обединети нации, на сите нации, сите народи, народности забележани во Обединетите нации, да се стават у нашиот устав. 240, мислам дека има. Стави ги устав. Но работата е зошто тоа се бара и зошто се прави. Иако Европа вика сака да се ги измие како Понти Пилат рацете и века небитно е ова, сега вика ова ви е клучно, иако не е страшно, мора да прифатите, инаку изолација. Која бре изолација? Овие доле се изолирани. Да не бе изолирани, ќе ги трчава по маса и ќе беше многу безобразен овој подкаст. Што сме неизолирани сега, се извинувам? Никогаш посиромашни, никогаш победни, никогаш помизерни, никогаш поголеми и помасовни грабежи и крадење, никогаш повеќе неправда, поголема неправда, никогаш немало поголема неправда. Никогаш немало вакво вулгарно сквернавење. Ајде, и некој да рече не е битно историските, идеолошките и што ти е. Ало бре. Абе, црквата наша, мајката наша која не одгледа била мрачна. Зошто ти се спротиставила на некој си NGO? Еве и сите лоши работи што ги зборат за лидерот. Да се вистина. А не се. И то ви образложував зошто не се. Да беа вистина овие година дена јадење бурек против него, абе ќе му паднеше промил популарноста. Мислам, многу е јасно. Луѓе, знаете како, се прави рейтинг. Мериш, 0,2%, Стело, што правиш? Добар си? Уста те гаѓам се. Или Дејан Савичевиќ, да не ви го сеа. Доđi штреберу, уста шкрбава. Зашто не му падне? Зашто ако сето тоа е вистина, не му падне рейтингот? Значи,
Има доволно време и мене да ме убедат, све слушав внимателно, ваков криминал, онаков криминал. За кого бе збориш? За лидер на опозиција ми збориш. Што е проблемот? Он е на власт. Он пали и гаси. Он ги има парите. Или овој Ајванов што не знае да закопча сако и се однесува како третокласен дунстер, како ние кога ќе упадневме како тинеџери на свадба, глумевме дека сме од една или друга страна, за да се најадеме на... Да, такви беа 70, 80, па и 90. За да се најадеме на свадби. Логе, ма дај, не ме јебите, еј! Ама стварно више до овде сте. И вистина да ви е, се што кажале, се што напишале, еве ќе ви кажам, дека у овој момент од него нема посоодветна личност и ја целата доверба нему му ја давам. На страна што не се докажа ништо. На страна на сите тези и теории, што ништо не покажа и докажа, еве, for the sake of the argument, велам во право сте. Добро. Пак ќе ви кажам дека тоа за што го обвинувате не е промил за овие што се на власт што го прават и за оние кои ги вадат овие работи, па зборат за него. Луѓе, 30 години у политика, со такво небулозно крадење, лажење, мафтање институции, милионски сделки и бизнеси, он ќе збори за нешто виртуелно. Ама мора да му измислат. Зошто? Види, власта ги има парите. Со пари се купува се. Ако патриотизам, ово, она, да. Види, ако не можете, не си го давате она во душата, може да ви го купат, ако не за пари, ќе ви го купат за многу пари. И тоа сега го гледаме. И зошто го гледаме? Затоа што ВМРО ДПМН доаѓа на власт. Сакали или не? Ама они да сака, може ово она да направат. Сите тези теории ви ги разгледав, ги размислив. Сите обвинувања, чекавме време, да еве помина време да се покаже. Мислам најпаметна игра. Вака и јас би играл. Еве искрено, приватно да правам. Имам лажни обвинувања, сега да искачам, да се расправам со секоја будала. Не, окей, така мислиш, да. Терам ја моето, а времето ќе покаже. 23 години сум на телевизија, сум маргинализиран сега, да. И тоа најмногу од власта, NGO-та, па дури и од опозиција. Оваа која ја фала. Кој од страв, кој не знам, не сум му јасен, не вадам книшка, знаеш, ама ние со книшките, I don't care. Но ја ова што го кажувам, јас стојам за ова. Затоа што овој мој подкаст, јас си го терам покрај тоа што е, нели, на Република, јас си го терам на своје и ќе ми стои како моја лична архива. Луѓе мои, поодвратно, поогавно, потешко, по-мизерно време убитисување немало. 2001 кога беше војната, со сите оние гушења што ги имавме, бомбардирањето на Србија, дали војната ќе се прошири, имаше една силна верба во државава дека ќе се издигне на тоа и се издигна. Не издигнаа странците, Бранко Црвенковски, Солана и ред други таму олеснувачи. Ние тоа го направивме. Затоа што верувавме. Се сеќавате Арачиново кога се случи што направи народот? Нели, тргна нашите у Арачиново, стигна наредбата, Борис Трајковски запрете ја војската да не влезе. Па стигна камиони, авиони, ладилници, автобуси, ги собраа ко господа од туристичка атракција и ги тргнаа од таму. Што направи народот? Никогаш во историјата на Македонија немало по-спонтан и по-напнат протест. Кога брат Љубе го гледав на колена како се крие позади лата си, квичеше: брате, спаси ме, молим те.
А дипломатскиот кор кој беше тргнат на страна и од страна гледаш од домот на Арама, вика everything, во смисла се што сакате, тоа на политичарите за да излезат, македонските политичари, ветите им све ќе исполниме што ќе сакате, само ова да престане. Тоа денес го нема. Океј, но тоа не значи дека нема да го има. Ја го видов во мојот народ. Тоа е оно што глобално ако се преслика е со истата силина и жестина, ако не и појако оно што го гледавме во Париз. И многу мина викаат, гледај што се случува оваму. Овој народ има. Еднаш покажал, 2 пати, он нема 100 пати да го прави тоа. На крајот на краиштата луѓе и остаруваат. Не можеш ти веќе да го возиш 50 годишен 100 кец како што си го возел првите 5 години со шкрипки. Се заморува телото, а новата генерација сама ќе им дојде и ќе го најде начинот како да биде тоа. Во меѓувреме ние имаме само една оска, само една точка. Ништо драстично менување во надворешната политика, ама ваков неживот, вакво изживување, вакво малтретирање, вакво вулгаризирање на правдата, на судскиот систем, на социјалниот живот, не знам, ги пораснале платите, дали сте свесни дека потрошувачката кошничка е 50.000 денари. 50.000 денари. Тоа е 80% изголемување од пред 6-7 години. А вие ги зголемивте платите за 30-40% и 50% нека. Го сиромашивте народот и тоа е свесно, затоа што колку посиромашен народ, толку потешко самостојно може да настапува, зависене од работа, од хонорари, од вработувања и разбирливо е сето тоа. Но, како и да е, ВМРО ДПМН ќе дојде на власт. Секогаш има многу ентузијазам дека ќе се направат големи промени и дека ќе се одговара. Јас знам дека они ќе тргнат со тоа, јас знам како ќе квичат и странците, види немој ова, она, вамо, таму, па ќе се прават дилови. Само се надевам дека диловите ќе бидат во тешки милиарди за изградба на инфраструктура, на станови, за подобрување на социјалата и за отварање на нови работни места. Уште оваа власт живее на инвестициите кои ги направи ВМРО ДПМН во претходниот мандат. За кого ние збориме? Ние уопште, ја не знам зошто уопште се правиме муабет кој ќе ја води државата и зошто. Дали знаете ова што име? Овој не е ни избран. Оној претходниот со мобилки го избира. Дали разбирате, не, никогаш не добиле ни едни избори. Не верува народот. А и тие што им веруваат, длабоко се разочаруваат. Зошто? Заради ова. А зошто крадат и грабат? Затоа што знаат дека идат во опозиција, а опозиција е fucking заебано. Нема камчета и затоа сега се краде на големо со огромна надеж дека ќе бидат заштитени од странците. Господин Мицковски, ви честитам изборот за премиер на Република Македонија. Мој совет, апси бе, браточет, апси. И шо треба, и шо не треба. После ќе видиме шо требало, шо не треба. Слушај вам.